Кога видов дека како е формулирана мојата тема, прво што ми падна на ум беше да го отворам толковниот речник на македонскиот јазик. И најдов таму интересни работи. Само да не го борам микрофонов, добро е. Значи вака вели, на страна 594 од четвртиот том на толковниот речник на македонскиот јазик, веднаш по глаголот пркне, ќе ја најдете именката пркос. Многу интересна врска и комшилук, и редослед, ако сакате. Значи, мора прво да пркне, па да почне да пркоси. Која нема множина, а означува еден позитивен инает, гордост, а под два, вид украсно растение, многу отпорно на секакви влијанија, со цветови во разни бои. Глаголот пркоси, кој доаѓа потоа, е објаснет со не попушта, се разбира, има и, за мене беше тоа откритие, има и лична именка. Пркосник. Човек кој пркоси. Неверојатно, не знам колкумина од вас во множина тоа е пркосници. Некоја сте го слушнале овој збор? Да? Колкумина? Добро е. Супер. Во истиот тој четврти том, на страна 646, ќе го најдете прилогот простум, кој во македонската литература добил значење на одбивање да се клекне, одбивање да се наведне глава, одбивање да се покори. А во третиот том, значи предходниот, на страна 364, веднаш по зборот непоколеблив, ќе го најдете поетскиот израз непокор, еднаков на непокорност, непокорување. Не знам вие, ама јас одамна не сум го чул овој збор. Јако го има во нашата литература. Сушност, причината зошто посегнав по речниците беше тоа дека пред некој ден, меѓувремено веќе ја бев добил програмата, еден ново дојден амбасадор, исклучително културен човек, го сподели со мене својот прв печаток за Македонија. Апатија. Сите со кои се сретнав, ми рече, се апатични. И сушност, во која е смислата на тоа да правиме споредба меѓу денешниот пркос или денешните манифестации на пркос и некогаш? Веројатно, единствената смисла што ја гледам во тоа е да се подсетиме дека Македонија не била секогаш и од секогаш најтемниот вилает на Балканот. Во некогашна Југославија се велеше дека Босна и Херцеговина се темниот вилает во Југославија, меѓутоа потоа тоа полека почна да се шири вака и да се однесува и на Македонија. И ќе ви кажам еден интересен податок дека тоа баш и не било парче од некогашна Југославија, од Балканот, во кое немало пркос. Не знам ли знаете дека најдолгиот штрајк во некогашна Југославија се случил во Македонија. Знаете каде? Во Кратово. Во Кратово и тогаш владеел Дзинго. И тогаш се велеше дека Силекс е Кратово, а Кратово е Силекс. Штрајкот траеше 42 дена, беше организиран од работниците на предпријатието, односно тоа беше еден вид фабрика, иднина. Остатоците можете да ги видите кога влегувате во Кратово. Тие одбиваа, се протиставуваа на одлуката да станат дел од Силекс. Силекс беше империјата на Дзинго. Значи, тогаш имаше методи кои денес се употребуваат. Имаше штрайкбрехери, имаше ембарго за пристап на новинари од другите републики на некогашна Југославија. Имаше обвинувања и политички етикети на водачите на штрајкот. Например, денес, известно време, пред некоја година, се обидов да дојдам во контакт со тогашниот директор на Иднина.
тој морал да ја напушти Македонија од притисоците, да се одсели од Кратово и живее во Германија. Во 1985 година во цела СФРЈ биле регистрирани 341 штрајк, односно тогаш се викаше прекин на работата. Меѓутоа, пазете, и ова е нешто што треба да не поттикне на некој начин и да не подсети дека не секогаш било вака апатично, речиси половина од тие штрајкови во бивша Југославија се случиле во Македонија. 140. Тоа е едниот пример. Вториот пример. Летото 87 Вевчани. Акцијата почнува од одлука на Општинскиот комитет во Струга и така натаму, достигнува своја кулминација во август со употреба на специјалци, инаку денешниве специјалци изгледаат како се вика оние деве што се менуваат по анимираниве филмови луѓе. Денешниве изгледаат како трансформерси во однос на тие тогашните, ама тие тогашните има нешто што прв пат беше употребено во Југославија, електрични пендреци. Никогаш порано електрични пендреци не биле употребени врз жени и деца. Тоа беше голем инцидент, една демонстрација на сила на која тешко можеше да се најде компарација. Дури ни она тепањето 68 кај подвозникот во Белград не можеше да се спореди со ова. Јас се затеков неколку дена после тоа во Охрид, отидов во Вевчани, со една група мои блиски. И можам да ви кажам дека она што се случуваше во Вевчани, не знам колку мина од вас биле, се работеше за битка за вода. Она што многу ме извади од так беше тоа што власта се обидуваше да им подметне на вевчанци дека тие не сакаат да ја делат водата со соседното село кое е претежно муслиманско. Ама имаше една квака во тоа. Јас знаев дека има мешани бракови меѓу Вевчани и соседното село, затоа не ја купив приказната, тоа беше Октиси. Вевчанци ја тера работата со години, стигнаат до тоа дека имаат своја општина. Вевчанци постигнаа со поддршка на луѓе од медиумите, новинари, пратеници и така натаму, постигнаа со ангажманот на своите на гастарбајтерите вевчански кои работеа во другите републики, успеа да постигнат да бидат осудени оние кои наредиле интервенцијата, да бидат сменети. Високи функционери изгубија позиции, почнувајќи од председателот на Централниот комитет на СКМ. Инаку, Вевчанци имаа театар, аматерски. Знаете како се викаше? Поклони се и падни. Кога дојдоа во септември истата таа година игра во денешниот МКЦ, тоа беше сензација. Едно село кое има континуитет на отпор, почнувајќи од периодот по Втората светска војна. Има дом на култура, узурпирање, има амбуланта затворена, им е однесен е рентген апаратот и така натаму и така натаму. Меѓутоа, она што властите во едноумието, во самоуправниот социјализам не успеа да го инструментализираат карневалот вевчански, овие нашиве денес успеа. Вевчанскиот карневал сега веќе не личи на она што беше. Тоа не е изблик на слободен дух, туку е место од кај што се шири омраза, за жал. Се навредуваат нивните комши и така натаму и така натаму. И третиот пример од театар е. 1980 година умре Јосип Броз Тито. Мене ми се случи во тоа време во театарот во Битола да работаме на еден текст, една сатирична комедија, која се вика Свечената вечера во погребалното предпријатие.
напишана од хрватскиот автор Иво Брешан. Ние де факто ја направивме југословенската произведба на тој текст, бидејќи во Белград, кај што почна го работат, се откажаа. Прекинаа под притисоците. Ние го истеравме до крај со тоа што на втора генерална проба, значи 2 дена пред премиера, ни дојде една визита. Визитата се состоеше од членови на идеолошката комисија на СКМ. Они имаа многу интересен метод. Ја одгледаа пробата и потоа во една саличка ги собра актерите, директорот на театарот и мене. Инаку членовите на идеолошката комисија беа угледни граѓани, луѓе со биографии, писатели, членови на МАНУ, подоцна и така натаму, и они почнаа со една многу интересна обработка, бидејќи не сакаа да ја забранат. Тоа би било скандал, тоа веќе би било премногу. Почнаа да ги убедуваат актерите дека тој писателот од Хрватска, проклетиот, напишал една многу црна комедија во која нема ништо позитивно и во која главниот лик е некаков информбировец, и дека режисерот, кој сега стои пред вас, подмишка со овој писател, сушност шверцува во Македонија нешто од што и во Белград се откажале. Нешто опасно, деструктивно, антирежимско и така натаму и така натаму. Знаете што се случи? Актерите на чело со најстариот, сега покојан Ацо Стефановски, кажа, вие мислите дека ние сме овци, не знаеме што играме и дека нас писателот и режисерот може да не манипулираат, бидејќи овие се обидуваат целата вина да натоварат на авторот и на режисерот, а актерите не знаат што играат, затоа се невини. И бидејќи се невини, нема да им биде тешко да се откажат од својата представа и таа незе просто да ја снема, да нема премиера. Актерите дека ние не сме овци, ние точно знаеме што играме и ние не се откажуваме од представата. Ова работа не беше јавна, негде има еден текст што ја го имам напишано по тој повод. Јас во тој момент морам да признам дека мислев дека ќе ги скршат. Не ги скршија. Ја сочуваа представата, ја игра 80 пати, мораше да се престане да се игра, бидејќи еден од актерите доби рак на грло, за жал, и он не можеше веќе да игра. Така што во многу работи, сушност, ама баш во многу работи, без оглед на, ако правам споредба меѓу ова денес и тоа тогаш, морам да кажам дека полесно се живееше, имаше помалку интервенции, имаше помалку бруталност. Има еден драмски лик кој е синоним за пркос. Тоа е Антигона. Мислам дека она е во задолжителната лектира. Тоа е една хероина во една античка драма, која одбива да се покори на напишаните закони на тиранот Креонт и инсистира дека нејзиниот брат, кој е обележан како предавник, дека заслужува погреб според она што е обичај таму. Тоа го плаќа со живот. Се разбира, јас не заговарам овде дека сите треба да платиме со живот. Ако се држиме и ако обраниме она што сметаме дека е некаква норма која никој нема право да ја гази. Меѓутоа, мислам дека некако веројатно треба да се појават повеќе Антигони, за да можеме да говориме дека работата пркнала и дека пркосот е нешто што не е исклучок, туку е правило. А тоа веројатно зависи од сите нас.